Закочена пререгистрацијата на невработените во Фондот за здравство во Струмица. Ако до пред една недела Струмица беше прва во Македонија по дневните пријави и во фондот се поднесуваа и по над 350 барања, деновиве бројката е сведена речиси на нула. Ходниците се празни, а рокот за пререгистрација е при крај. Од подрачната единица велат дека граѓаните се можеби недоволно информирани и сметаат дека по регистрацијата од 2011 година сега нема потреба да се пререгистрираат. Законот е донесен така што невработените ќе мора секоја календарска година да поднесуваат барања за добивање на сини картони. Во почетокот акцијата тече многу добро, тоест имавме некаде измеѓу 300 и 350 луѓе дневно, додека последните 5 дена имаме некаков застој. Не знам од што е овој застој и затоа сметам дека е потребно да направиме еден апел до осигурениците, дека потребно е сите да дојдат, да се пререгистрираат, бидејќи стално им укажуваме на тоа дека пререгистрацијата мора да трае, бидејќи заклучно со 31.12. Секој кој е бил регистриран, значи треба пак повторно да дојде, да се пререгистрира, и тоа мислам дека осигурениците го нема добро сватено. Значи, затоа сакам и повторам уште еднаш. Значи, сите оние осигуреници кои дошле во 2011 година и извршиле пререгистрирање, значи должни се, нивна обврска е да дојдат пак одново и покрај тоа што им доаѓа многу брзо, значи сметат дека се пререгистрираат, значи тие не се, мора да дојдат во 2012 да се пререгистрираат одново, како што ќе биде и во идните години. Значи секоја година во почетокот ќе треба се пререгистрираат. Значи апелирам до сите граѓани кои не се извршиле оваа пререгистрација да дојдат да го извршат ова пререгистрирање, бидејќи заклучно со 31 овој месец, трети, истите ќе бидат исклучени и нема да имат здравствено осигурување. Од подрачната единица на Фондот за здравство денеска информираат дека официјално се пристигнати и декларациите за оние граѓани кои се регистрирани како земјоделци, а паралелно тече и поднесувањето на барања за електронски картички на пензионерите.